Од оваа година, општините ќе почнат да добиваат повеќе пари од приходите собрани од данокот на личен доход и од данокот на додадена вредност, предвидуваат измените во Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа. Општините досега добиваат 3% од данокот на личен доход, но според измените, годинава ќе почнат да добиваат 4, в година 5, а во 2024 6% од парите кои ќе се соберат по основ на овој данок. Приходите од данокот на додадена вредност се зголемуваат од досегашните 4,5 на 5%, на 5,5 во 2023 и 6% во наредната 24 година. Што ова ќе значи за општините? Значи, измените на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ќе значи силен импакт во финансискиот дел на општините во наредниот период. Тоа значи можност за поголеми приходи, истовремено со соодветна распредоба на истите да се обозначат поголеми инвестиции или поголеми капитални расходи во расходен дел од буџетот. Проценките на владата се дека парите што општините ги добиваат по овие две основи безмалку ќе се удвојат, а сегашните 2,8 на 5 милиарди денари. Душица Перишич од ЗЕЛС вели дека општините треба да добиваат уште повеќе пари за граѓаните да може да добиваат подобри услуги. Бараме од ДДВ-то да добиваме најмалку 10%, додека од персоналниот данок, согласно искуството од некои земји од регионот, па и пошироко, мислиме дека треба да добиваме минимум 50%, но владата не убедуваше дека нема можност за сега да се направи толку голем исчекор. Вели Перишич. Истражувањето на Finance Think покажува дека само 19% од општинските буџети одат на капитални инвестиции. Најдобра е Пласница со 70%, па Чучер, Сандево и Лозово. Најлошо Стои Арачиново со 0 капитални инвестиции. Министерот за финансии Фатмир Бесими изјави дека освен повеќе пари, општините ќе добиваат и поголема одговорност и дека е ред да се стави крај на нерационалните трошења. Со оваа реформа значително се засилува нивниот фискален капацитет, но истовремено се задолжуваат на поголема фискална дисциплина, односно, како и секаде, со поголема моќ доаѓа и поголема одговорност. Посочи Бесими.